Да, се прашуваме за следната содржина која што ќе зборуваме, дали станува збор за немарност, но не верувам дека станува збор за немарност, некој пати можеби така имаме некоја лоша воспитување, да дел од отпадоците кои што ги имаме во својот дом, наместо да завршат во корпа за отпадоци, да завршат во ВЦ шолјата, односно во канализацијата, па да дојде и до затнување на истата и да создаде големи проблеми. На оваа тема во живо ова утро зборуваме со представници од јавното претпријатие Водовод и канализација, низ нив не води колешката Мирјана Крстовска. Велиш, Мими, влажни марамеци, пелени, шут, отпад, песок, земја, кеси, секојдневно се вадат од шахтите низ Скопје. Како се справуваат екипите на јавното претпријатие во врска со ова и кои се апелите до граѓаните од нив? Па Иван, јас би те надополнила дури со тенџириња, капаци од тенџириња, па и столчиња се има случајно да се извадат од канализационата мрежа од Скопје и тоа е нормално слика и гледка која што ќе запрепасти на одреден момент, но тоа е, би рекла, вообичаено нешто со кое што се среќаваат екипите на Водовод и канализација кога излегуваат на терен и кога се соочуваат со затната канализациона мрежа. Но каков е нивниот ден, за каква работна акција станува збор, односно дали само низ Скопје или во дворовите на граѓаните се случува истата таа гледка, дознаваме во продолжение од мојот соговорник Борче Георгиевски, раководител на сектор канализација. Добро утро и добре дојдовте во СК Македонија. Добро утро. Би рекла, честа е сликата кога ќе ве видиме на терен и се соочувате со затната канализациона мрежа, било да е тоа кога имаме поголеми врнежи од дожд, било да е како ваша редовна акција, но пред да ве прашам за ситуацијата во Скопје, ќе ве прашам за во нашите дворови, во дворовите на граѓаните. Колку често се случува да бидеме несовесни кога станува збор па и за она што го имаме, поседуваме кај нас во нашите дворови, а тоа е канализационата мрежа? Тоа се случува секојдневно, секако, нели? Запушување на канализационите линии, зборувам, оние кои што ги имаме во нашите домови, се случува многу често од невнимание, да речам, од небрежност. Случувањата се да, ете, во ВЦ шолјата, например, не сакајќи ни паднат некои тврди предмети, нели, отпадоци, но има и намерно, односно, тоа не би рекол несовесно, туку од можеби неедуцираност. Најголем проблем се фрлањето на пелени, да речеме, или влажните марамчиња во денешно модерно време се најголемиот проблем кој што создаваат запушување и тоа треба да се внимава премногу и ништо да не се фрла во ВЦ шолјите. Значи, отпадоците да се фрлаат во корпите за отпадоци. Некако домашната култура нормално се учи од домот, а некогаш тука и потфрламе и грешиме кога станува збореви и за овој проблем. Но од друга страна тука пак граѓаните во одредени случаи прават грешки. Наместо да ги викнат екипите на Водовод и канализација за да се санира тој проблем, посегнуваат по некои начини или акции, нивни работни акции со кои што можат да доведат до поголемо оштетување на токму таа канализациона мрежа, а таа се наоѓа во нивниот двор. Да, тоа е точно, значи од непрофесионално, да речеме, извршување на некои работи, нормално дека може да дојде до поголем проблем. Граѓаните, доколку дојде до запушување, да речеме, на нивната канализација во нивните домови, секако треба да се јават на телефонскиот број 30 70 3010, кој што е на самата сметка, нели, тоа е нашиот дежурен телефон, имаме 7-8 диспечери кои што ги примаат тие повици, нели, и потоа одиме на терен и помагаме, односно ги отпушуваме тие линии, наплатата си оди на наредната сметка, да речеме, така да нема плаќање во кеш и професионално се извршуваат работи, односно доаѓа до отпушување на канализацијата и пред се, нели, до опомена да внимаваат, зависи, веднаш се гледа што е запушувањето. Значи, нашите екипи и нашите работници им кажуваат на граѓаните на што да обрнат внимание за да не дојде повторно до такво нешто. Колку се чести повиците за добивање на ваква услуга? Дали сме доволно едуцирани кога станува збор за, би рекла, поедноставно решавање на проблемот кој што сами сме си го создале? Вака се едуцираноста е, вака да речеме преку јавните медиуми, меѓутоа нели се нови возрастни, мали, не знам, од мали деца се учат, нели? Чести се запушувањата, секојдневни. Значи ние имаме по десетици па и стотици интервенции дневно и со нашите екипи, нели, што ги имаме во секоја општина, посебно си имаме цистерна, наши екипи кои што работат и со сајли за отпушување.
И настојуваме да дојдеме што е можно поскоро, нели? Сепак има преголем број на повици. Настојуваме да дојдеме што е можно поскоро, за да ја завршиме работа, нели, граѓаните да бидат задоволни. Колку што, еве, јас кратко се разбирам или малку се разбирам, шахтите во дворовите се приклучни и пред дворовите или на улиците се приклучни шахти на главната канализациона мрежа која што ја имаме во Скопје. Со запушувањето на нашите приклучни шахти доведуваме до запушување, би рекла, и на главната канализациона мрежа. Каква е реалната состојба во Скопје? Па добро, некогаш се граѓаните навистина збунети и не знаат што е она што е нивна обврска, односно што е, нели, во нивна собственост или собственост на корисниците на услугата, а што е она што е градска или јавна канализациона мрежа. Значи, сите оние шахти кои што се во нашите дворови, нели, или околу зградите, тоа се сервисни шахти кои што ги примаат, нели, отпадните води од вертикалите и потоа одат во главната градска канализациона мрежа. Луѓето некогаш се као незаинтересирани за тие шахти околу своите згради, често пати им се случува да бидат украдени капаци и они многу често вината ја префрлат на нас, односно барат од нас ние да им поставиме капаци и така натаму и така натаму. Значи, ние имаме околу 45-6 илјади капаци кои што се улични, односно шахти, нели, кои што секако се улични и ги одржуваме, но овие што се подворови шахти, што се нивни, и околу зградите, што рековме, што се исто така, нели, сервисни нивни шахти, тоа се обврска на самите собственици, на корисниците на услугата и тоа треба да се го решаваат преку нивните, да речеме, управителски куќи или куќни совети и така натаму и така натаму. Ние доаѓаме на помош, значи си ги вршиме работите, меѓутоа таа збунетост доведе до тоа некогаш да се налутат, да сметаат дека тоа наша обврска, па нас да не нападнат и така натаму и така натаму. Сега што би апелирал јас друго, во дворовите, односно граѓаните кои што живеат во куќи, на пример, многу често, да не речам 70% можеби тие граѓани, ги насочуваат атмосферските води, односно водата од крововите преку улуците во фекалната канализација. Тоа е катастрофална грешка, затоа што фекалната канализација е димензионирана да ги прими отпадните води, нели, од нашите кујни, купатели и така натаму, нели? Но не и атмосферските води од нашите кровови олуци. Со усмерување на таа вода во фекалната канализација, ние фактички ја оптоваруваме фекалната канализација, при што доаѓа до пригушување, до запушување дури и на уличната. Значи, она што рековте вие, невниманието на граѓаните доведува и до запушување на уличната канализација, затоа што, нели, преку крововите, нели, во улуците има лисија, има различно ѓубре, нели, и така натаму, и сето тоа кога ќе влезе во фекалната канализација, ја запушува дури и уличната. И тогаш враќа на оние граѓани кои што се на најниски точки. Ние имаме, нели, луѓе кои што, односно граѓани кои што во своите куќи и долните простори ги употребуваат и тие најниски точки секогаш страдаат и често пати се соочуваме со такви проблеми да исто така граѓаните нас не напаѓаат и така натаму, меѓутоа пробуваме да ги едуцираме граѓаните, пробуваме да ги на некој начин да ги едуцираме и да им кажеме дека атмосферската вода не треба да се наточи во фекалната канализација, а инаку за сето останато ви кажав, и нашите екипи кога да отпушуваат, ги опоменуваат граѓаните, апелираат, а и воедно и замолница од наша страна, нели, до граѓаните да не фрлаат никаков отпадок во вече шолите, а никако влажни марамици. Тие навистина излегува како најголем проблем, меѓутоа, ајде, за самиот крај открите ни, што се извадило од канализационата мрежа во Скопје? Што се граѓаните имаат фрлено онаму каде што не треба да се фрли како отпад? Вака, она што, например, ги запушува канализациите, да речеме, односно канализационите линии од домовите, тоа е нешто што не сакајки, да речеме, паднало во нашите веце, шоли и така натаму, тврди предмети. Меѓутоа се случува да навистина несовесни граѓани и неодговорни фрлаат отпадоци во самите линии, во самите шахти. Веројатно мислејќи дека не знам, нашите цевки се огромни, да речем, со огромно фи, дека може се да помине таму. Значи тоа пак ќе речам, можеби е намерно, а може од неедуцираност и фрлаат разни предмети. Значи ние, да не кажам, ајде, од камења, од цигли, од гредички, од тврди материјали, не би сакал да спомнувам и некои непријатни работи, значи и кебиња се случувало, па дури јам боли да најдеме некаде во шахтите. Зборувам надворешни шахти кои што ете граѓаните фрлаат, мислат дека тоа низ линијата ќе се отиде таму некаде, нели, каде што треба да отиде и така натаму и така натаму. Затоа апел се случува, нели, кражби на капаци, отворени шахти.
апел до граѓаните кои ќе приметат такво нешто, нели, доколку имаат можност да ни пријават каде има украдена шахта, независно сега они не знаат дали е тоа во наша собственост на уличната канализација или пак е собственост на зградата и така натаму, како што реков пред малку, но секако ние ќе помогнеме или ќе им кажеме како да се заврши работата, за да не останат празни, односно отворени тие шахти, за да може некој несовесен граѓанин да фрла се и сешто. Не само да фрла, туку и заради наша безбедност, затоа што во вечерни услови, односно во вечерните часови не можеме да видиме некогаш дали шахтата е отворена или не. Господин Борчев, ви благодарам за сите корисни информации, пред се нормално за апелите, на што треба да внимаваме кога станува збор за запушување на канализационата мрежа, затнување на канализационата мрежа, а тоа нормално можеме некогаш случајно или не да го направиме од нашите домови. Ви благодарам. Благодарам и вам и поздрав до сите граѓани. Секако убав поздрав испративме утрово со совети, нормално апели, но и моменти кои што треба да ги запомните доколку имате проблем со канализационата мрежа во вашиот дом, во вашиот двор или во надворешната шахта, обратете се до екипите на водовод и канализација за тој проблем да биде навремено и полесно решен.